Здраво, здраво, криптореволюция. Че да има някой шпион да няма. Няма шпиони, няма мечки, няма ракуни. Камерите се активират. Вчера гледах някои там теории, конспираси. Брат, мислям дека беше паяк и някой лош зум. Чудото ще помина на камерата, си го чувам видеото, беше стварно се нежи. В момента, ако пущам някои хорор работи, еднъж се активира камерата, то беше, брат, фрики. Welcome in America и другари, чекай вчера не правих видео, да правих пауза, затоа защото дечките викат, брат, дай одмори, не може да изгледали 52 минути, кой шо на 2x на пола време. Нещо мръзи ги да гледат, ама тук чеше газенцето, с извинение, чеше, да. 310, иначе по 150 луги едва и такви видео гледат или за Star Atlas, ама аз помнеш паричка да ги се правят нещо, еднъжка 310 и еднъжка нови геймери се пяват. Е много интересно, брат, много. Интересно много, брат. Тие ще играят Counter-Strike, не ми си ясни защо играят Counter-Strike, тие ще играят Call of Duty, Black Ops, Black Ops. Брата бе, дойдете тука, почетоке, играете, правите инк, ставате го, продава се, верувате, не верувате, USDC, Solana се го държите, да речеме, Solana ке рипне, ке направите профит, това е, брат. Няма тая народ, брат, че мислям дека нема да ваja, акъл нема да ваja. Овие работи ще ме прашуват. Другари, много е лесна работата, брат. Ние живееме у шоуто на Труман. Джим Кери, сите сме ние Джим Кери. Типчинята, све ово веке, имате го Симпсонс, я не може да ви разберам, брат. Седе некои ви вика ви некои биткоин, етириум кардана, 10% бират и они па, брат, те косих ще типо за времето пишал, брат, абе дай всеки ден да правим или нещо, що беше напишал, не си хямам. Чекай баш да видам да не отварям много, що беше напишал, брато, не можем да ви разберам, брат, не можем да ви разберам логиката, коя няма логика, Томче, снимете некој видео аналитика или слично, пишете ваше видување за новите токени што се искачуват на врвот во топ 10, 30 место и зашо другар, брат, да седам и одговоривте зашо да седам, например, да гледам токени, сега ми блокира саато, зашо да гледам нови токени и чуда, треба да разберете една работа, другари. Овоа тука, значи видеята или не си ги гледал, или брат не може да запомнеш. Значи нон-стоп се минуват работи. Никой не знае, ви кажа. Значи Bitcoin, Ethereum, Cardano век ги знаеме, брат. BNB го знаеме, Solana го знаеме, Ripple го знаеме, Chainlink го знаеме, Stellar. Защо треба да тражеш други, да си фантазираш кои што не знаеш дали ќе имплементират цялата технология. Сите овие витуват нещо чуда. Сите овие 100 витуват чуда. А сите се pump and dump. Еве, Zcash видовте. 750%. Да видовте некој ютубер да кажа дека килитне 700%. Да видовте некоја техничка анализа дека килитне 750%. Да видовте некој да рече, ајде другари, сменете го Bitcoin, Ethereum, Cardano, ставете у Zcash. Не. Едноставно. Литна 120 продадеа повеќето, литна 250 продадеа повеќето, литна 300 и сите продадеа, браче, и уште ќе литне ќе пам бе дам, другари, ќе биде технологија, да, ќе го користат, ниту знаеме кој ќе го користи, ниту знаеме дека ќе го имплементират, ниту ништо. Разберете, другари, ово е лотарија на Македонија. Ако погодите. Биткоин, Ethereum и Cardano се више реалност. Со години се тука. Едноставно, по-лесно може да зашо да ставате нови и да се тресете над парите, кога вие имате, другари, еве, јас сум ги одвоил. Шо сакате, бе, брат? Ја не може да го разберам овај човек, шо не е логично, досадно ли ви е само да поставите ли прашање, кратка меморија ли имате, не знам, сите машки имат кратка меморија, да знаете, ние не сме злоупамтили, не може да запомнеме и у моменту сакаме нещо да прашаме, а уствари не е логично прашањето. Другар, шо се, брат, ще активират? О, муко моја, брат, че сите камери се... Другари, комшијата како швајцарски часовник е, брат.
8:40 пушта ја мачката да прошетува, тоа па чудо уживо у мојот двор да се плетка, брат. Отима две вервирички што живеат горе на дрвото на кажи го на корнеро и доваѓа да ги провери. Цело време проба да ги улови, брат. 8 години сум тука. 8 години проба да ги улови тие две вервирички. 10 деца и се изродија, ниту една не може да фане и упорно, брат, ико ќе рече биколи околу куќите ми ги активира сите камери. И ја мора да сопрам стримо подкасто и да видам, брат, шо е работата, разбираш, Америка не е за фраканција, брат. Често понапред се знаеле да улават и секви ненормални фаци, разбираш. Например, бездомници што пробат нешто да се земат од двора. Зимат си бонови, преку дента јадат, дават и дрогичка, дават и цигаренца, дават и облика и ног на време досадно е тука по камповите и чуде се да така упатрола нешто, нели, да тоа понапред сега ги нема среќа што трам ги чисти. Шо беше мобето? Гледај, не може 15 минути видео, треба да се провера, може да тепа некој. Предпоследниот пат тука сев, со Магнум беа пукале, тука се пука мафијата, баш по оваа улица се гоне. Со Магнум па бев среќа тоа, не среќа што го немам снимано, бев рипал, или не, гемав, не снимав тука. Бев рипал тука од масата, брат, Магнум како пука, човече. Оваа дрвена шупа и овие прозори, Магнум, брат, не сте слушнале тоа чудо. Кој е ехо, ја мислев дека пукат по мене, брат. Тоа беше прв пат да се исплашам така, оти лежички и тука положби се зима, ке бутнев и компјутер и се живо ке испокршев. Другари, ке молам, многу ме нервирате така. Значи нелогично, зборам, биткоин и он ми праќа, брата, бе, дај други, седни другар, направи аналитика, седни по цел ден. Просек за еден коин да го откриеш и треба 3 месеци нонстоп да читаш, известување и нонстоп да пратиш. Како замислите вие тоа, бе, брат, да седне некој да ги види овие топ 10 или топ 30 или топ 100, брат? Знаете ли вие колку време треба има тоа, брат? Треба да одам да тражам и мултимилионери и милиардери по ово, кажи го, по кафичи, по дискотеки, по ресторанти, да видиш дали има некоја информација, нешто да спомне. Како замислите дека се пумпат тие работи? Тоа е све инсайдерско тредање, пумпање, милиони си ги вртат. Има и таксисти, имаше тука едно време, возиш и он ти кажува кој коин, мој му кажале, разбираш, овие тука од долината, брат, на хиените. Ни да работите така, брат, у крипто светот. Значи, одбиривте го за да ти кажам дека тоа е нелогично прашање, другар. Нелогично прашање. Просек да откриеш, еве јас сум ги одвоил. Овоа ја ги неам сите истражено, замисли се, овоа комплетно. Значи овие луѓе, овоа е американците што држат. Значи јас сум Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB, Solana, нели ти го држат овие и нели Star Atlas и гейминг сектора, сакам нели да си ги врнам овие, кажи го, да си врнам тоа што сум уложил и излавам од тие, брат. Излавам, не ме уопште интересира веќе за тие гейминг, освен Star Atlas ќе си оставам и ако некој нели Axie Infinity да тестирам Land Game да видам колку е добро. И ако излезе нешто нова игра, у игри ги се бавтам. Онака, другари, ништо друго не ме интересира. Интересира ме Македонија, шо повеќе Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana ќе видим ако дава долар staking rewards, кажи го BNB да напукам портфолиото, да ми дава staking rewards, тоа ми е мисијата. И ако е те нешто излезе, да може да се направи флип, би го флипнал и би го објавил. Ама овие друга фантазија, овој американците што ги имат, луѓе, Chainlink, Stellar, Sui, Hedera, Avalanche, Polkadot, Tondo, окей, KuCoin е берза, ако дава долар staking rewards, ако држиш токено или коино што е да беше, ако дава нели fee reduction да ти направи, овој да ти намале кој ќе трейдаш, кој ќе флипаш и кој ќе купуваш, едно време има тоа, купиш KuCoin токени и ти ако ќе штиклираше на коцкичка, кој се сеќава на старите видео, десни агол имаше на коцка, штиклираше, зимати од KuCoin токените, али ти намалува ти го, каже го, фи ти го намалува на трейдањето или на купување. Значи, Algorand, да речеме, VeChain се сеќава дали се колку години, VeChain. Другари, они кои ќе решат тугај, технологија било, чекаме го 200 години, брат, 200 години поминава. Jupiter е берза, може да трупам од него, значи берзи ме интересират. BNB, KuCoin, Jupiter. Тоа ме интересира. Овие другите све оду продажба. Освен Star Atlas дави, ќе се ги чувам нелето и планирам да играам играта до 2035 ќе планирам да играам играта да видам што ќе биде.
Значи тоа е, другари, нелогични ви се поверувањата да седе некој да ви чита, да ви прави техничка анализа. Не може. Тоа е само од такви канали може да го добиете, дека сакат клик лайк и пари да прават од YouTube канала. Мојот YouTube канал не прави пари, Мојот YouTube канал не прави пари, брат. $43 у еден месец, брат. И тоа, пази, ово се зголеми, затоа што многу коментари има, многу повеќе има лайкови и многу повеќе гледаноста. Зашо? Не дека вие гледате, брат, туку тестирам, видеата се подлоги, дупло подлоги и затоа иде место 23-43. Се вкупно ми е околу 100 и там дека се гледаше. Lifetime. Они мислят, кој знае, брат, ке сега ја технички анализи ке вадам, да, немам друга работа, брат. Техничка анализа, утре са бајле. Тоа е, брат, да си изгубиш времето. 211 од 4 години како го имам YouTube канала. И тоа сега се зголеми видеото, се зголеми видеото. $211 сум направил, од 2011 што се вика до сега, до 2025. 200 години, брат. Од 2011 до сега. Ви го. Тука е мало интерес кога почнаме прв пат да ви зборам, после бев под блокада и сега тука е. Да не мислите дека лажам. Шо мислите, јас сум Лазаров, правам $100,000. Не, другари. Другари, немам време јас за глупости за технички реализи. Еве ви листа, другари. Еве ви за $1,000 за $10,000 на ваш ризик да си направите математика. Ке повторам, за $10,000 за 1000. Колко бе, брат, ти имаш топче пари, бе, брат? Че ти за 10,000 купили, за 1000 купили, BNB, кажи го натрупали, биткоин, Ethereum, Cardano натрупали. Сигурно не. Дай да го видим портфолиото, го покажи. Ако си стварно се натрупал и да имаш, брат, простор за нови коини, стварно да седнам да вземам да ти најдам, брат. Ама $10,000, $1,000, биткоин трябва да имаш, Ethereum трябва да имаш, Cardano, што сигурно немаш големи количини, ти траеш нови, брат. Зашо се чуете, брат, дека да си ги изгубите парите, брат? После викате, дали требало, какво кажи го, дали требало Крипто Академија. Ти треба, затоа што гледаш, имате YouTube канал и вие си тражите белята, брат, дека да изгубите уште повише пари. Ке седам, ја ке се глупирам, ке тражам од 100 сите витуват чуда и ја ке тражам, ке се правам будала за гледаност, чеке, брат, да направам тук ке наам 10 нека гледа, така, не бе, брат, ја имам овакво, кажи го, одговорност, што зборам за овие работи. И затоа ви кажувам 10% да се внимава. И пари да се сменат од кафе, цигари, од такво. Не сум финансски советник, ќе ми блокират канал. Не може да ви тражам, брат, че видеа. Будем ќе отворам Крипто Академија, ќе дојдеш у Крипто Академијата, разбираш, ќе ти покажам како се тражат. Седни, најди и дај кажи ни, разбираш, и ние да направиме пари. Што да ви кажам, брат? На готово секој може, брат. Ние да трябва така во крипто света. Друго, имаш, купуј си биткоин, Ethereum, Cardano, 100% ќе направиш пари. Тие другите фантазии, ако си најдеш, кажи, објави да видиме што си најдел. Тоа е. Тоа е најреално што може да ти кажам. Значи, историја, другари, банките гледајте што прават, другари. First ever crypto options trade between banks. Опа. Very distinguished, if you think about it, the very distinguished and respected president of China. Ама Wall Street малку имаше да срине биткоин колко е скоро 2% така ли да има паника. Иако се очекуват много позитивни вести. Овај пат не се берзите само, брат. Берзите се малку умешани затоа што со сигурност кажи го овие беа удриле дека ќе има позитивни вести, удрија леверидж нагоре, ама многу повеќе тука Wall Street удри ово кажи го да има паника да се продава, за да се не купат, пошто знаат дека има позитивни вести и дека лита. А многу луѓе ме прашава во точно ли да, и ја според теоријата на заговор едно овакво има. Јас, другари, живеам тука. Јас сум обкружен со вода што доваѓа од океано. Ово го сметате како, гледајте,
Од океано лава вода тук. Тук има база за нуклеарни подморници и доста наоружање. Зашо тај удар што е спрема Кина и Русија, тај дел тука е многу наоружен. Значи тука со 100% има едно такво чудо ставено. Едно има тука, едно има кај Нью Йорк, пошто ако удараш Америка треба Wall Street да изчуре, и другото е кај Флорида. Тука исто има војни бази и водата е тука. Значи тука ако ударе, му идеја тие Куба, Хавана, тај базен тука ако ќе ударе, гледајте до деку улава. Уиде и целото такво ќе ударе, тај дел. Значи на тие три места мислам дека со сигурност чуват русите овакви чуда и затоа мислам Русија да си играат со Русија, тоа е никош не е било и нема ни да биде. Тоа може да дигне и до 4 км нуклеарен цунами бран, така да тие филмови дека има војна тешка работа, пошто ќе остане средниот дел од Америка само. Затоа тука и си тие најголемите тајни бази. За жал населението, знаеш, секој страда во војна, така да. Еве за Binance сите кука, Binance Wallet integrates Bubble Maps blockchain analytics to give users transparency into token distribution and help detect potential insider trading. Значи Binance луѓе машинерија. Еве, ниту пропадна, ниту BNB токен колку пари е. $1116. Пишува, брат, сега ќе видиш, сите ќе извлечат парите од Binance, ќе избегат, BNB ќе пропадне, другаре. Тие приказни на кафе шема, мобети што ги правят там, што се лажат, си ги правете. На мене пораки ќе ме молам да не ме замарате. Отварам од култура пораки, мислејќи дека нешто сте заглавили на Binance, оти читам Binance, читам ви глупостите. Така, другари. Еве за филмовите. Русинка цел живот сакава да се пресели у Лондон. Ја имам живеено еден месец у Лондон. Поздрав до Владо Попето и до Марина, кои што ме спасија од чекаво да не ме го блокират ово, кажи го, не знам дали можем да го споделам тоно. Значи бев живеав еден месец у Лондон. На колку е било? Не сеќавам сега колку точно. Далеко, али бил сум во Англија, живеал сум еден месец. Бевме да работиме таму по фарми. Да, даваат ни јајца, чудо од јајца за без пари, али не е мобето тоа. Мобето е, платата беше катастрофа, работата беше многу физички тешка, пошто се работеше само нокно време. У тие фарми нели кокошките додека спијат може да улаваш само со црвено светло додека нели да не ги вознемируваш. Најтешко физичка работа беше тоа што сум видел во животот, затоа што брат тие кокошки таму беа со сигурност гледав шприца ги со чудо од такво тоа. Ја на пример сум бил по цели лето у Ризари, кокошка да фанеш брат, што се вика никаква сила, никаква енергија нема. Овие чуда, чекај, суши ми се устите другари, да пијам вода. Јас извинам другари, али многу беше ово чудо, кажи го. Чекај да стопирам брат да не ми онадат. Значи што е финтата, девојчето цел живот е фантазирала да живее у Англија. Оде таму и се комплетно разочарува. Гледа дека тоа е катастрофа. Сестро, златна, сите ќе траеш до Русија. Не е тоа, ти си русофило. Брат, ние со русите смисла, ти си македонец да ги мразиш русите, ортодокс, христијани, треба да земеш да скапиш главата најискрено. Треба да си морон. Морон. Неписмен морон. Тоа е. Кој сака нека се налути. Дојдете у Америка да видите. Јас сум многу пресреќен да дојдете, или вие македонци тука диаспора што живее во Америка. Дојдете. Не да живеете таму дека плаќате чудо од пари за да сте безбедни. На секаде низ цела Америка да отидете, а после идете у Русија, секое село, градче, ја имам изгледано можда 4 месеци од живото, по 15 сата до 19 сата сум оделил да разгледам комплетно за Русија да истражам. Села, алкохоличари дека има, мафија дека има, и сиромашни дека има, и средна класа, и богато сум бил да видам, нема, не е ни 0.1% и толку опасно и лошо како тука што сум видел. Верувајте, и низ Европа што сум бил. Посебно па дека сум бил у Шпанија,
Тампа, што јам видено, там можете избодат да те утепат да те ограбат на сред улица. Барселона, што сум видел, тоа беше хорор, брат. Другите не се сеќавам градови, кој се вика, стварно сега ми блокиран мозок. Страшно, страшно, брат, страшно. Тие, ништо чудно, тие 700 години се ги имат владеено, африканците 20 се ослободиле. Така да, другари, цел све, шо е мобето? Трупајте биткоин, Ethereum, Cardano, ки ги држите на Binance, колко ги држите, завршил bull маркето, ставате си ги Samsung, на Samsung Blockchain Wallet, Ethereum и Cardano, имате Daedalus Wallet, ставате си го, на Daedalus Wallet си го ставате Cardano, взимате си Staking Rewards, на ово чудо си го држите, дека беше, на ово чудо си го држите Star Atlas и DAO Polis, взимате си Staking Rewards, на BNB ситните токенчиња, BNB си го држите на Binance, взимате Staking Rewards и шо правите? Врнете се да живеете у Македонија. Гледајте да идете у село. Тие вирувајте, ја морам да бидам у градо, нели ки имам криптоакадемија. Не може на село да отворам криптоакадемијата. Колку можам да описменам народ, да може да земат и без тоа, биткоин и крипто и блокчейн нема да мислите дека е доброто. Тоа е злото. Јас сам го кажал по теорија на заговор. Али тие што ќе улезат пред време, разбирате ли, да направат профит, да извадат максимум, Славчо е добро видео ви направи, да извадите максимум од криптото, да може да капе од Staking Rewards, разбирате ли, да си имате фармички, да си имате занаетче ваше, да произведувате нешто на нивата. Брат, роботите нема да може да ви видат конкуренција. Секојаш ќе има луѓе што ќе сакат да купат од фарма. Нема, ќе има, знаеш тие работи, секојаш ќе има, не веруваме на бродовите, не веруваме туку не веруваме на кажи го на државите, не веруваме на роботите. На овакви ли ќе верувате луѓе? На сите што може да ни дадат, но ово е безвредно, брат. Биткоин е технологија. До 2162 година ќе се борат најаките компјутери, че не се вртам во кај, многу луѓе викат све сме се заврта кога да гледам. Значи најаките луѓе, корпоратски гиганти и кажи го и приватни компании и мали компании и средни компании, не знам више кој се израза македонско си го забрив, ќе се борат луѓе да ископат сатоши, тие 0.00 particles од биткоинот. Ово нема никаква вредност, другари. Никаква вредност, другари, нема ово. Ово е, гледаш, тампарија нема нема никакво, кажи го, гаранција. Нема ни злато, ништо не е поврзано со ово. Уеднина што ќе стават биткоин, злато и сребро американците, нема да биде за кешо, ќе биде за тај стейбл коин што ќе го измислат. Ќе биде за тај дигитален долар. Значи за дигиталниот долар, не за кешо. Кеш ќе нема за 5 години, другари. Кешо ќе го гледаме по вакво. Кешо ќе го гледаме по музеи. Така да кој имате сега така разни валути што се собирате, книжни и кажу и монети, да си ги собирате, тие многу ќе вредат. Тие 2030-2035 ќе вредат многу, другари, така да гледајте да си соберете, да си ги чувате за колекција физичките работи. Различни монети, колку поретки ќе бидат, да речеме, толку повише, брат, не знам што ми се слуша, многу се најадев. Јас се извинам, добро што не се проземам, оти го спомнав. Другари, не може овие банки, овие држави да се глупират пред целата јавност. Ово се вика програмирање и спремат ве шо иде, другари. Така да, биткоин, другари, не е скап, без разлика дали ќе отиде 150.000 па ќе падне на 90. Мора да иде, да речеме, ја веќе кажав аналитика, да мора да отиде, треба да иде 150, 190, 170, за после кога ќе падне, да не падне под 90 или да не падне под 80.000, разбираш? Да не може тие ниските, посиромашните луѓе да купуваат големи количини. Луѓе, тај биткоин банките ќе ве молат да го давате и да ви дават дивиденда. Ќе ве молат, тоест Staking Rewards. Само што спомнав, моја грешка. Нема пиво сиромаштија. Оваа не може да гледам. Оваа која видам, 3 дена имам последици. Гледате, шо ме чеше носо, брат. Шо беше кој чеше носо? Ке взимаш парички од академијата.
Коя рака трябваше да те чеше? Десната. Що сега да кажа, забрив. Спомна пари и им блокира мозък. Гледате ли коя злоба се парите? По-далеко от парите. По-далеко от парите, дойдем ли си в Македония, останат от кеш имате, давате ми го на мене и я пробвам тия пари, ще ги вземам от криптоакадемията да купам коини, токени и чуда и замислете си, плакете ми $1000 на година за криптоакадемия, така ли? И я тия пари ги уложам. Направям ги 3 или 5 пати. И сами си и викам, ало брат, ова година ти е криптоакадемията от мен или еве те ти $1000 назад. Тоест €1000 назад. Замислете си. До души я трябва, кажа го, не знам ке видам от долари или евро, не си кям. Замислете си, брат, довайето криптоакадемията, се живо ви пренасам, спремам ве да станете машина за теория на заговор. Станете ли машина за теория на заговор, брат, има да ги читате како селски букварови информации. Нема да може да ви манипулират. Едно е я как ще филозофирам, друго уживо. Енергията, брат, затова на COVID не ни дава, трябваше да бегаме, да се плашиме, како от вампири един на друг. Енергията. Значи, ако човек е до тебе, знаете повече да проценяте човека кой е. Другари, овие вампири тука планират се да е дигитално. Планират се да е дигитално и няма да се откажат от това. Какви протести, брат, у Англия е мало протести, там на друго место дека е мало протести. Джабе, няма никакви протести. Нищо не спасува. Ова ме се изненадува. Що ви кажа, брат, да продаваме Sandbox да бегаме. KG е ставен за... чекай, нон-стоп я повторва. KG е ставен за амбасадор и на на Sandbox, и на Axie Infinity, и на Star Atlas. Значи замислете си коя пара само е понирили, че видим колко луги следват ствари. 143 да го следват, не е малко. И гледаш компаниите го бират за промотор и значи Sandbox гледате не пропадна. Никой от почти 50% от вработените. Това е страшна работа, брат. Как го спомна в това прозевание? Отдамна не се бе прозевал. Интересно, значи другари, едва чекам да се напумпа Sandbox, да го продавам и DevTown. Нека си играе KG сам, няма да му стара Atlas. Гледайте я графиката, не знам дали може да споделям, сигурно може да споделям. Чекай да видим тук, кое е измислил. Гледайте другари графиката, нека мене на шпорето. Защо заглави, бе? Гледайте графиката, братче. И стрима плюс. Гледайте. Топлот ми от какво се види? What? Топлот ми от Signature се види. Боже. Кай мене, братче, на моето шпоре Тетрис Комодоре, ке го фърлям от терасата да не копав, у коцки се гледа, братче. Гледай ги, бе, и аз се чудам какво ме тепат, брат. Какво няма да ме тепа, бе, брат? Гледай. Чекай тук, това е против мен, има ли си тепано? Гледай, братче, графиката, гледай, брат. Гледай графиката, брат. Гледай ги деталите. И я играем, брат, нервирам се. Мора да вземам компютър, брат. Мора да вземам як компютър, чекай да видим, ова имаше и друго видео. Мора да вземам, човек. Мора да вземам... Гледате дека не бива другари да се направи. Паса активира камерите. Питбула е... Пошола е, брат. То питбуло не е како сите нормални кучиња, ама тоа е. Нема, гледай. Не мислите да ги лажам. Видевте ли какво ми заглави? Гледай графиката, човече. Гледай ги деталите тук. What the fuck, бро? И аз шо играем, брат? Павел, ние шо играем? Ай, Павел има як графичка. Дакотата шо играем, ние коцки. Дакота само... Ова, по-да ме заведе, мамо ли ти имам да не те псувам, аз извинам, брат. Штрекнаме, брат, ко писка, брат. Ово женско ли е, филипинец ли е, брат? На кой е 100% филипинец?
Да, филипинец. Другари, Дакотата ти на шо игра? Дакотата лажи. Дакотата ми е много чудно. Много яко тепа, лита, бега. Вика дека само графичката му е яка, компютърът му е слаб, некако не ми се верува taj дел. Борис, графичката му е и добра и зависи какво го фаќа тоа, ама па му е добра, ама ако стрима се закочува. Але гледајте луѓе на шо играат овие, ама нема брат, нема. Немам пари на сите да ви купам шо геймаме, замисли на сите да купам по една машина по 10.000 евро, водени ладења чуда и замисли си да се собереме заедно, да се стават камери и заедно, брат, да се тепаме против другите. Брат, ја мислам тој уживо се гледа. Замислете се да направам 10 компютери и ние 10 да се собереме, се тепаме против други и да има тука АУ, врекање, драње, како у старите добри времења. Не, ја мислев овај сам го јас поделил. Не, мора другари се остави јака машина. Друго страшно шо е, гледајте шо вика. Сега више е The War Department. Дава наредба Националната гарда да креира тим за брзи реакции. До јануари 2026. Метеоро иде декември 16 треба да се доближе на земјата. Не иде у земјата, треба да помине покрај земјата. Не е опасност, нели? Како метеор. Чудно се понаша, чудно се движе и што е најчудно, кај Марс има испушта, ја гледам, виде се, не може да ги споделам. Испушта нешто, као помали бродови, патрола да не речам, не се знае дали ќе испушта на кај земјата нешто. Дали ово прва тест фаза, да се надевам по теорија на заговор треба да е прва тест фаза. Треба да е прва тест фаза по теорија на заговор и после да 2035 да е Project Bluebeam и лажниот напад на воземјани, ќе биде се со холограми, со чуда. Нема никакви воземјани да биде, туку ќе бидат, кажи го, гледате роботите сега, робото може да направиш кој човек да не го познаеш, па што е тога е проблем да направат роботи уствари воземјани и да изгледат реално, разбираш. Иначе ќе бидат и многу по-лоши работи од лажни воземјани. Тоа не е за овај подкаст, да не ме го блокират. Чекајте сега, па мора да поштараме ги активирал сите камери за тоа што доваѓаат да видат, а зашо доваѓаат не знам, поштата е разбиена, валјда да проверате, веќе ни поштата не може да се земе. Поштата разбија ги сите сандачиња, брат, шо ви кажам. Bitcoin falls under 110, епа тие Wall Street сега видеа Трамчо ќе се среќава со ово, па пред 4 часа ајде да сринеме малку за да се накупиме. Не знам. Еве Кейджи напредува, замислете си, Binance го има ставено. Другари, дай стварно, дечкото другари и се боре и за Star Atlas, и за Axie Infinity, и за Sandbox, и за Gala, и за Illuvium, и за Big Time, за сите се боре, брат. Типчето живее у Мајами, треба да се запознаем, ама не можем да имам у Мајами, оти ќе ми издигат, брат. Мајами и полицията има право да апсе, така да е едно спаѓање у Мајами, на обично скенирање на мојата таблица и уидев у Апсана 6 месеци по после депортација, значи не можем да имам у Мајами. Кој може, другари на Binance, гласајте за дечкото, стварно се боре за гейминг свето. Не сте геймери, братче, ако не гласате за него. Гласајте, значи votes remaining, дека се оде на друго место, најдете се. Гласајте, другари, шо фактички заедницата да гласа тука и ова е гласала, гледаш како се гласа. Гласајте за дечкото, ствара много кул фаца и заслужува, брат, да гласат за него. Ја мислев за крипто е, ово кога сам го споделил не ми е јасно, пред 6 часа. Не сега. Пред 6 часа објавено, кога сам го споделил, не знам. Али Бил Гейтс, Трамчо треба да го затвори Бил Гейтс дефинитивно. Тоа сатанистичко ѓубре. Какви, брат, климатски промени, човечи? Какви климатски... Ние замрзнаме, брат, глобално затеплување. Замрзнаме. Сега не ме гледајте што сум на куси. Тука оти само си дојдев и пуштам нели куќата додека се стопли да ги качи тие 3 степени, затоа сум на куси рекави. Иначе замрзнаме нокно време, брат.
И ова ми кажува глобално затоплување. Манипулација, другари, нема никакво глобално затоплување. Али планират да ни изгорат од топло. Планират летата да бидат страшни. Така да гледајте да си земете куќичка на планина и ќе ме благословувате. Ќе ви требе. Другари, гледајте го целиот екосистем. Што планира да упадне, брат. Гледајте. Човече. Целиот што вика the whole financial world is arriving on chain. Целиот, брат, целиот, све што знаете, брат, ќе се залепе на блокчейн. Се што знаете ќе се залепе у дигиталниот свет. Се што знаете ќе се залепе, брат, на крипто, на токенизација. Се, другари, ќе се залепе, другари. Гледајте, другари, да натрупате биткоин, етериум, кардано. Посебно биткоин. Портфолиото да ви е највеќе со биткоин, другари. Тоа е еднината. Ќе бидете како банкари, брат. Има да го давате на различни банки и крипто берзи и ќе ви плаќат за биткоинот, другари. Памнете ми ја думата. Са не знам да го пуштам, брат, музика има. Борис, не можеш да пуштам, имаш музика. Гледајте го на Борис видеото. Уствари, нем да си ставил некоја забрана, ќе го изгорам, брат. Ќе ми го блокират видеото. Значи, многу е лоу резолуцијата. Не може да го пуштам Борисот и не знам што си направил Белја. Иначе Денис мислам да го состави. Гледајте го на Борис, дадете му поддршка, ставете му тамо овакво. Subscribe и лайк. Али ќе треба да најдеме нов стример плюс со јак компјутер што ќе стрима. Дека на Борис стварно заглавува на Discord. Ја па на Discord, на OBS студио докато се пушти во исто време со пуцачината. Брат, у моментот ми се приспа, што е голема мистерија. Тоа прозевањето трае си кафе и мозокот сега глуми лудило дека му се спие, а јас седам до 6 сабајли. Mastercard што се смеја за крипто и за сите тие работи, стеблкоин, инфраструктура. Накупија си биткоин, накупија си кардано, накупија си етериум, накупија си од другите коини и токени и сега они филозофија продават за стеблкоини. Другари, газдата на овоа кажи го, не знам што он чеш тука. Газда, јас извинувам. Газдата, ама денеска баги сол се нагатав тамо, имаше страшна бура. Ветер и сол и валјда од солта ме чеши целото лице. И брада. Значи, другари, ама бе брат, колку време мине брзо бе брат. 30 минути. Кога брат поминава 30 минути, не ми е јасно. Нема, другари, ќе гледате. У секој време треба да го пуштат Zink и ќе објавам што треба да се праве, ќе снимам видео. У секој време, значи, 1000 луѓе беа избрале од оверба за тест. Значи, баговите цел месеци требаше да ги решат. Ова е страшна работа. Јас извинувам, ама тоа. Чај, мрземе чај, требаше чај да си направам чајче со мед. Од утре. Подсетете ме чај со мед да си направам. Другари, у секој момент треба да пуштат Zink. Дали ќе биде од 1 ноември, ќе видиме, треба да пуштат, правам видео. Тука овај дел, дека беше. Тука ќе ви покажам на Manage Locker и на Manage Locker на на Manage Locker на Polis и на Manage Locker на Atlas, како да заклучите, на колку време ќе видиме колку месеци ќе стават, за да земате staking rewards. Шо? Specifically, currency collapse. And it happens the exact same way every single time. Rome, the empire that ruled the known world for 5 centuries. Че да не блокира, тоа си го изгледате видео дефинитивно. Секоја империја се распаѓа, па така да Америка нема да биде поштедена. Ово ќе, другари, Minority Report ли, кој се викаше со Том Круз, требаше нешто да го изгледам. И со Шварценегер, кој се викаше филмо
чекай да не, со Шварценегер типо работеше као туристички водич, мислам со некоја напредна леталица и отиде да му ги скенират очите, фактички за као демек медикал екзем преглед и фактички мислеа дека е загинал, па му направија клон. Ако некој помне кој се викаше у тај филм со Арнолд Шварценегер, да го пише у коментари. Со Том Круз го знам, со Арнолд Шварценегер, ако некој помне, тоа филм ќе треба да се изгледа. Тоа филмче, тај филм и со Том Круз дефинитивно, брат, покажуваат каква ќе е иднината. Германците другари плукаа преди 11 години, не можеше ништо да се објаве, да се спомне за биткоин. Сега една од партиите дава предлог да се креира национална стратегија за биткоин резерви. Македонија, брат, никој не ме контактира ниту од двете политички партии. До Рајко си долу Македонија. Дај бе луѓе, брат, дај креирајте македонска национална берза за стратегија за какво кажи го. Дај да Binance да донесеме Македонија да отворат канцеларија да може и со денари да се купува. Знаете ли колку ќе е добро со денари да се купува директно од Binance? Ја не знам, там ние министер нема тоа сол ми е пун нос. Јас извинувам. Ама добро е, разбираш, чисто мислам дека джигерите ми ги искара низ носо. Али многу ветер имаше. Прво беше многу топло и после удри еден страшен ветер и тука вие ќе ме напуни носо и очите. И нели бранови дека се ударат и цел облак од сол. Не знам, ние ме министер, брат, гледат ли ги тие моите подкасти, други подкасти, гледат ли ги, интересира ли ги за биткоин или чекат само американците да речат, ајде, македончиња ќе си играат од сега, може биткоин, може Binance, може кукоин, ја не знам, брат. После, братче, политичарите биле за Македонија, не знам. Другаре, кој ме беше прашал, 527.000 се депортирани до сега, значи со апсења, комплетно со затвор, а 1,6 милиони се доброволно. Значи се вкупно се околу 2 милиона и нешто. Значи 1,6 милиони се со акъл, пишаа се за депортација, self-deportation, и јас најверојатно до краја на ноември ќе треба да сум у Македонија здравје, ќе треба сам да идам, нема да може да ми извадат пасош, ќе треба сам да вадам пасош дека government shutdown. Government shutdown, low budget имат и нема да може да ми извадат они. Јавив се два пати, јавив се у македонската амбасада од Чикаго, никој не ме се јавив, јавив се у амбасадата у Нью Джерси, никој не ме се јави. Демек у Нью Джерси еден бил на работа, не можел сега да постигне, ако е тоа точно, голема брука за државата. Само нем да се 20 вработени, па разбираш, а еден стајано, па некој да си взима паричките, не знам, тоа ми е многу чудно да звонеш неколку пати и никој да не се јави. А имаше уште саат време додека да затворат, имаше уште пол саат, преходно си јавиво, но многу ми е чудно, брат. Оти на Google Maps отварам, дава дека работат. Многу чудно. Ово го вчера зборив, значи, тоа е тоа, другари. Bull market ки има, како што гледате, ово гнасното створение сатанистичко се напуни. До вчера, ово заради него 2 пати се руши биткоин, за да си накупе гнаст. Шо бранило сега? If every currency digitizes and we have, what does that mean for bank payments? What does that mean for the payment companies? Зашо ја не сум там да думам и сите да ме слушат, туку е стаја некој што до вчера викаше биткоин дека е пирамидална шема. Затоа што он е еден од тие креаторите таа, брат, со длабоката држава и си штите креацијата и инвестицијата. Digital wallet. Секи е токенизирано. У брато Трамп вика не се плаши, секи биде окей. Нема некои нови информации. Значи, frequency, како беше use Federal Reserve за биткоин? На секој 10 минути, а ово е последен пат е предстои 10 години. Не, ова е. Принта парички. Тие, другари, книжни створенија се најголемата измама у историјата, другари. Римската империја исто е имала
Кои беше? Динари? Динари ли беше? Не знам на римската империя. Или, не знам, не ми държете на сбор, знам некако има креирано Silver Coin от чиста форма и после там, не знам кой беше император, почнува да взима 10% и после него сите почнуват и накрая Римската империя пропая, следната е америчката. Кога държава, другари, и аз извинявам, кога е на държава, валутата, леле, всеки Бутнев, кога е на държава, паги ми концентрацията, кога е на държава, другари, ке почне валутата да й се руши, то е, другари, почетоко на края на империя, да знаете. Нищо не може да нас спаси. Шо е ovo? То не е ли вчера истото или не? А не. Русия кога падна толкова снег, бе? Оли. Гледай ги, брат. Че ние Америка не имаме, брат. Овие са години возят, брат. Тук бездоменците ги ядат, изпълнищия ги. Защо почти в тази песна? Всеки мопната рестрикция някоя, ке видим. Другари, Русия е светлостни години от безбедност и от тия подречия, да, плата е много по-мала, ама они не принтат, нивната валута е стабилна, американците принтат голема плата, ама валутата уйде ябена. Така да. Друго нещо има ли ново? Чекай, China President stands the world thanking President Trump for promoting peace. Mr. President, you care a lot about world peace. You are very enthusiastic. Да, бе, Даниеле, брат, концентрирай се. Enthusiastic about settling regional hotspot issues. What? Значи на добро ке биде. Ке има експлозии, братче. Ке има експлозии у криптото, уйде нагоре. А аз чудам, не може да прочитам, оно гледало ми се е заматило и ми се е блокирало. Леле, колко ми не достига, братче. Тук се лечи и стрес, и депресия, и све. Абе, маме, няма нови информации, бе. Овай ки си оде, бе. Президент Трамп борца е Force One to head back to USA. Кога слита, кога... Бро, значи се живо е завършило. Защо нищо не лита, бе? Колко е сагато? Ще сборавя. Тук замеси до мене, че да няма музика, гледаш удара, лита, дека ви речал дека удари Нью Йорк. И автоматски цял свет економски е уидел да дойде. Само едно торпедо и е уидела светската економия. Гледай, брат, 4 км, брат, се дига. И кой ги се спаси? Пагя Нью Йорк, пагя целият познат монетарен систем. Останала биткоин. Значи викате, брат, кой ки купува биткоин. Другаре, ovo е продадено куче за $1 милион. Значи луѓето бегат от кеш. Бегат от кеш, бегат от злато, бегат от чуда, одат у крипто, одат да купуват артефакти, одат да купуват уметнички дела, одат да купуват диаманти, саати, коли, кучиња. Другари, кешо, братче, кешо е... Той е лудо куче, брат. Гледа какво е, брат. Братото душе повече се плаши от него, Оно сага да си играе. Таман викам за днеска няма да тупам. Не знам, брат. Дека и да отидеш има работници, бе, брат. Да крадеш облека от Америка, бе, брат. Облика да крадеш от Америка. Сек да има по $5. Маичка от Adidas може да найдете оригинал за $5. Nike
и други марки. За $5 може да најдете маечки, за $25-30 може да најдете оригинал Adidas, Nike, Converse, патики, брат. Фармерки, за $20-30 фармерки, значи може да најдете. Тоа е што се вика еден петок сабота да работите, бакшиш може да земете. Срамно, брат. Срамно, тие гетата се страшна работа. И што брато прави? И аха. Тие па музика кои стават. Леле, брато е сериозно уложил паричка, брат. Слушалки носе, оти звуко е како хеликоптер. Гледате бе луѓето американците, имат пара бе, човек, имат пара. Имат пара, имат да речеме од баба, дедо имат куки чуда, по неколку куки, да речеме $10 милиона една куќа, брат, има, ќе стае, ќе заложе, значи како прават? Имат баби дедовци што стварно се инвестирале на времето и да речеме имат куки, да речеме доле на Алкај Бич испод $4 милиона, некои делови што нема куки, имат да речеме некои куки од по $4 милиона, така ли? Заложува ги на банката тие куки, овие му дават заем, овај купува машина, купува биткоин, прави чудо од пари. И да не може да ги изгуби тие куки, брат. Не може да ги изгуби тие куки, брат. Да го споделам кој сака да го слуша. Друго, таман со тие стейблкоини. Кој е ова? Ово е Illuvium сигурно. Да. Justin Ondo Global Market expands in its tokenizations securities platform to... Ondo, другари, позитивна веста за Ondo. Имате го видеото за 10.000 или за 1000 беше. Ondo. Супер. Топа алгоритъм, колко се сменя, почна да збориш за нуклеарки, за чуда и... Ово шо е? Стар Атлас, ама мен нема ништо, брат, за Трамп и за овај вртам. Нема ништо, брат. Thailand just approved capital 0% capital gains tax for Bitcoin. Не, тоа го читав, брат, вчера. Не ми е јасно зашо нема ништо. Мале, ова многу иде напред. Ово е јајцо од прпалица. Деве, брат, чекай да ми тука шо имам. Преден сат. Ништо нема, брат. Гледај ги, па. Cell phone video shows two women berating and attacking workers Sunday evening as stunned shoppers stare in disbelief. That's crazy. Oh, nah. Others watching the combative confrontation can't understand. Не, бе, тие луѓе, брат, не знам, брат, не знам. За храна се тепат, за облика се тепат, се некој е крив друг удржава дека има толку многу работа. Ле, брат, ово е Bitcoin holder. What the fuck, bro? Ова е нормален ли? Ова е тактички. Ке има bull market. Ке има bull market дефинитивно. Че ја го бев споделувал ова видео, зашо не? Леле. Брато, ако Рого го погодеше од дупката, ќе го набодеше, брат. Ако го погодеше Рого од дупката, брат, таа немаше време толку да се повлече назад. Леле, овие луѓе си играат со животот, брат. Апсење има, тепачки има, низ Америка. Чекај бе. Government and funds are flocking to AVAX. Позитивни вести за AVAX. Леле, маме, брат, што биде на мој компјутер? Джамајка ја избришала од мапата ли, бе? Smart City. Smart City ќе се граде. Ја па забрив за Јамајка да онадам, бе.
Ей, са не знам, да, абе, ке озголявам видеото, беки, няма да го... Леле. Не, ово е контролирано напад. Не може, брат, не може Господ да креира таков ураган, до сега не ги е така, не. Ово е авиона от декалите ще е у преходното видео, у средината на урагана. Контролирано, брат. Гледай, Smart City, мирише ми на Smart City. Ово не е дравени шупи, другари, како Америка, брат, само. Мале, пепел. Ей. Море, ово е дрвена шупа. Ей. Брат, ово са много големи куки, бе, брат. Пепел. The Town Black River. Я не се кявам кой град е модено. Я е модено Ямайка. Пред да стапнам в Америка бев за Ямайка. Чекай да видим и мало ли е земетрес. Ле, брач. Пепел. Нема Smart City, уйде Smart City тук. Шокола ovo беше, бе. Ау, брат. Дефинитивно... па те пишу, бе. The island is gone. Jamaica wipe out, a smart city rebuild moves in. Я па него видов наслов. Ясно ви е, не ли? Бегайте от градовете. И шо? What? Project Rainier, волка е нас да не е? О май гад. Брат, това вешката интелигенция. Шо центъра ово, бе, брат? Че да не ме блокират заради музиката, али овие шо градат. Таа вешка интелигенция, другари, ке виде се ева на работа. Ей, брато ми се появило видеото, ще това фале леле, чекай тук да не е. Шо, Wall Street. Другари, я тука. Тука, браке, сум... Тука сум улавал у сите тия канцеларии, сум носил опрема, технология за милиони долари. Брато забега. Ама брат, няма никакви информации за... Леле, вие Венецуела няма мозък. И езика имат руско наоръжание, да, бе, не провоцирайте, луги. Имат сериозно руско наоръжание, има да... Човек тамо е американците, много войска разтовария. Коки ми речат земята рамна. Каква земя е рамна, бе, другаре, бе? Гледай, бе, брат. Гледате дека завршува. Тук, значи... Много сакам, брат, у Русия да идам, у МИГ не е скап. Мислям дека беше 5000 евро да те возат у МИГ, ако не се лажу. Или 10 000 евро. 5000 или 10 000 евро имаше едно време програма да те возат со МИГ 21 у ниската орбита. Нели он може да излезе. Замислете си тази авантура да снимам и да ви снимам дека не е земята рамна, леле, колко имам такви приятели земјо израмнети. Брат, да, нема никакви информации, бе. Шо е ово? Джаве вратам. Trump token fight is in talks to acquire crowdfunding platform Republic Coms USA Operation Bloomberg Reports. Брат, значи за то ли литна 40% Official Trump? Не ли беше литнал 48%, бе? За 7 дена. Да, значи паса знае. Рекови
Не го пратам, не го гледам, али колектибало 38% литнал. Едночко треба да си имате колекција. Трамп нема да дозволи да пропадне додека е он на председател, сигурно ќе имплементира некои работи. Другаре, гасам се, ја не можем ништо да најдам информации. Не ми е јасно зашо нема никакви информации веќе. За Zcash што има. Zcash Shielded Supply has surprise 4,5 милиона Zcash as the privacy token surge savings from 15 September to 350 October amid renewed interest in privacy focus cryptocurrency. Интерес интерес и 750%, така. Те за тоа викам, брат. Паченски ли, кој беше? Биткоин етирам Кардано, брат. 4 години го имам го тука, у првите видеа го имам, другари. У првите видеа го имам, тука најдоле. Нигде го немаше, сите македонци го имат во портфолио, сите го продадеа што се вика и сега и текна, брат. Кој има некои македонци што не се го продаделе, да се направиле профит. 750 профит сам ми покажал, што да кажам. Нема никакви информации, другари. Леле, браките, што прават? Јамајка. Овие барем се позитивни, ја викам, овие се цареви таму, Јамајка, брат. Напушиле се се, ако не е AI, де. Ама напушиле се браките, освен ако не е AI. Браките се легенди. Сестрата што збори она само да не знае. Чеки тоа Кримеја атак. Брат, Кина е веќе science fiction. Ударат. Најбитното нешто, брат. Јас сам го тестирал. Читаш, истражуваш, мозокот ти е блокиран, ништо не можеш да најдеш. Легнуваш, удараш 30 минути дремка, стануваш, брат, сите тие работи што си ги прочитал, можеш да ги прераскажеш, ама тоа трае за кратко кај мене. Каки не сте валјде подлаго. Тоа е најбруталното нешто што го имам експериментирано. Другари, нема лелеј, брат. Ово не е природно, брат. Не е природно. Лелеј, BPS-2, Stratosphere Bomber, conducted a minimum interval take-off. Тие изгледа одат на кај Венецуела. Брат, тие шо напад ке ударат таму? Тоа можно ли е демек дрогата, а да ударат можно е до голема да биде. Колку литна, бе? Еден? Само еден ли? Два? О мај гад, тие сигурно ќе од некај Венеција. Ја па некај Венеција, некај Венецуела. Немаме луѓе, нема никакви информации. Ово ме прашава, не знам, со машкото беше вистинско, ово може да е више вешки интелигенција, ние нема да знаеме. Да е пишува, фейк AI, значи нема врска. Може едно со машкото да е било фейк AI, ја не се сеќавам на таков да е купил толку биткоин. Нема, другари, да не ме го блокират канало. Нема, гасам се. Ако има информации, утре ќе снимам видео. Нема ништо информации со Кина и со Трамчо. Чао. И запомнете, кој има највеќе биткоин, тај ќе биде еден од најбогатиот на светско ниво. Чао.